Домаќинките уште рано изутрина замесија пресна погача за првиот празник во новата година, посветена на Свети Игнат. Одовде започнува и верувањето дека што ќе правите во денешниот ден, така ќе ви врве целата година. Граѓаните на Штип велат дека од денес денот расте за еден иглен врв. На самиот почеток, а воедно и првиот празник од новата година, тие посакаа мир, здравје, среќа и неизмерна љубов, која што како што велате речи се отсутна кај луѓето. Да, денеска е Свети Игнат и по верувањето дено расте за еден иглен врв. Знаете ли што посакувам? Посакувам во луѓето да се роде, во срцата на луѓето да се роде љубов. Нешто, јас сум возрастна и забележувам, изгубено е моралот, нема почитување кон возрастните, секој на секого завидува, оговара, напаѓа, зло, само се шире зло. Тоа ме многу погодува, многу има промена. Јас сум растев во едно друго време, дали државата беше мајка или шо, системо ли го во праве, не знам шо е. Мирот внатрешен доваѓа, ако да речеме сите тежнееме кон тоа да му пружиме на некој, еве сега како го зборувам, се ежам шо викат. Значи, мирот доваѓа прво од семејството, ако семејството има убава хармонија, разбирање, почитување и така, едни кон други. Не само старите да се почитуват, него и старите да ги почитуват младите. За многу години нека е. Па среќа, здравје, се љубов. Мир, се така поред. Па кој си сака може, што да не, кој си има панагија, прац. Посна е, нормално, пости се, до Божик се пости. До Божик е посно, деца. Брашна вода, квашче, то. Солца, шикер, то. Да, може и газос. Повозрастните велат дека погачата се раскршува и се раздава. Најважно е првото парче да биде на Свети Игнат, а другите на луѓето. За многу години. Сите празници. Нека дава Свети Игнат среќа здравје на сите. На цела Македонија. Како не? Како не? И знаеш што ќе ти кажам, дено расте на Свети Игнат како иглен врв пораснува. А на Светијата на саат, на 31 јануари. Да. Поздравје, среќа на сите. И под само вода, квасеци и брашно. Нема. Па газоза може тоа, сок, да, шеќер може, да, посно. Иначе мрсни работи да не се стават. Едно парче за празник едно за домашните. Па да раздадеш. Секоја погача тако треба, нели, било на кој празник да се работи. Инаку на овој ден започнуваат подготовките за празникот Рождество Христово Божик и затоа се нарекува и прв Божик. Празникот е секогаш 5 дена пред Божик и со него започнуваат свеченостите поврзани со зимските празници. Поголем број од обичаите поврзани со овој празник упатуваат на заклучокот дека со овој ден започнуваат и новогодишните обичаи, а има и такви што потсетуваат на свеченостите поврзани со далечните пагански прослави на зимската краткодневница и враќањето на сонцето од јужните напоредници.